Устава! Газдите Златко и Елена со фамилијата направиле голема куќа. Благодарение од екипата на Срце на дланка да и даде Господ што и срце сака. Со помош на сите други што се помагале, да и даде Господ на сите што и срце желе. На мајстори марифет, на калфите поголема лопата. Кажете дали се радувате за ово што ви се прави? Дека ќе имате детски соби? И нова куќа? Се пријавив на Срце на дланка. Кажав дека ми треба детска соба за децата, да се направи нова куќа со простор за дневна, купатило, што ни беше потребно, бидејќи во другата куќа кај што живееме ги немавме условите. 6 члена во семејството сме, свекор, свекрава нема каде да спијат, мали дечиња, и решивме да направиме нова куќа. Сакам да имам во собата кревет, сакам да имам телевизор, сакам да имам работна маса за учење. Сакам да има телевизор, маса, кревет, лаптоп да имам. И сопругот работеше во куќата, тој мачкаше заедно со мајсторите, помагаше. Тој го измачка овој долниот дел на куќата, заедно со мене и со мајсторите, и јас помагав, носев. Децата се многу среќни, бидејќи има детска соба, многу се радуваат, најмногу децата се радуваат. Во едно од најтрогателните изданија на Срце на дланка на почетокот од годината ја запознавме Елена Ристова и нејзиното семејство од селото Уларци. Нивната животна приказна ја допре секоја душа, скромно семејство кое и покрај целиот труд и желба живееше во една единствена соба. Мала, трошна, но исполнета со љубов и надеж. Во заедницата во која живеат заедно од 2016 година добиваат две заеднички деца, малите Катерина и Димитар, кои се пресладки и премали дечиња што посакуваат детство исто како и нивните врсници. Детски соби, облека, играчки и храна. Тоа е се што посакуваат овие братче и сестриче, зашто тие и двајцата се во училиште и гледаат што имаат и како живеат нивните другарчиња.
За жал, Катерина и Димитар живеат во една мала соба од 10 метри квадратни, каде го минуваат денот, а ноќите мораат да одат во собата на баба им и дедо им, која е и дневна, и кујна, и детска соба. Немаме каде да се избањаме, немаме простор, стари секор секрева каде да спијат. Две фамилии сме во куќа, немаме доволно за грејење дрва. Многу ни се мали условите. Немаат ниту купатило, ниту тоалет, па тие и на мраз и на сонце, дури и во вечерните часови, мораат да отидат во полскиот тоалет, а тоа е тешко и страшно за малите дечиња. Секоја вечер децата немаат каде да легнат, а Елена со солзи во очите ни раскажа колку боли чувството кога не можеш да им обезбедиш на сопствените деца еден агол за спиење, тишина, приватност и достоинство. Нивната борба за подобар живот е секојдневна, но без вистинска поддршка не беше можно да направат повеќе. Златко, гледаме тука материјали. Си се подготвувал ти од претходно за да изградиш соба на децата? Да, пред една година. Од пред една година? Да. А што ве спречи? Зошто стопиравте? Па не ми стасува пари. Мајстре треба да платам. Почнав да ги купив тие, почнав да правам, не ми стасува и андрек за деца. Стопирана е работата, но материјалот стои тука. Да, Планираш стои. да доградиш уште една соба и тоалет? Да, продолжи една. Од таа соба да ми се продолжи, тоалетот, купатилото да го доправам. Ми е преградено се, ќе се Што направи. материјали има тука? Имам за цел кроп керамиди имам, 1000 и нешто, имам греди, имам летви, за цел кроп имам, за цела куќа. Прво треба да се санира кровот. На кровот да се смене, ама позади ми и зидено само соба да се продолжи. Од таа соба сакам да отворам, да преградам, уваа да влезам. Уште една соба и купатилото внатре. И внатре што ми е купатилото е зидено, направено само да се стават стварите. Тоа е. Елена и Златко работат многу. Се трудат и мачат и после работното време во фабрика за мебел. Одат на нива, одгледуваат орис, сечат дрва на соседите за пари. А што најмногу те треба тебе? Соба, Каква соба? женска. Ама мама нема пари да купе. Треба да купат се и кревет, и маса, и столчиња. Бараш ли нешто, а не може да те дозволат? Да, барам. Што? Детска соба такво, ама они тоа не може да го направат. Што те викаат? Они викаат дека ќе го направат некој ден. Тогаш Елена со солзи во очите ни раскажа колку боли кога не можеш да им овозможиш на своите деца агол за спиење, тишина и достоинство. Долго време детските лица во домот на Елена беа тивки и осамени. Во малиот простор каде што сите спија заедно, без приватност и без удобност, децата се навикнаа да сонуваат со отворени очи. Во зимските ноќи се покриваа со едно кебе барајки топлина едни до други, а во летните денови тивко се повлекуваа во аголот нивниот мал свет, создаден меѓу стари книги и кутии. Тагата кај нив не беше гласна, но се гледаше во очите. Секое дете што расте во тесен простор без свое место учи прерано што значи лишување. И покрај тоа во нивните срца живееше искра, вера дека некогаш ќе имаат своја соба, свој кревет, свој дом. Овде беше прозорот раскапан, целиот се отвораше, ветер дуваше, ваму имаше 2 кревета. И тоа некако се најдовме, побарав јас помош од луѓе, ми дадоа кревети. Со помалку пари, ама зедов кревет од други луѓе и некако внесов за да има кај да се спие. Бидејќи овде имаше што беа тие 2 кревети испокршени, јас ги изнесов надвор, не можам да гледам така. Многу тешко беше, многу. Тогаш мајка му и татко му не земаа пензија, ништо социјална помош земаат социјалното. Јас само бев со 3-то дете, тој од никаде пари, јас што ќе искарам со 9.000
не зимав ни 9.000, зимав 8.000. Тогаш немаше од никаде ни мајка. Мајка му одеше аргатинка. Стара жена да оде аргатинка. Повеќе сме со задужување по продавници. Задужиме се, па земеме плата да платиме. Земеме кредит, да вратиме кредит. Ова ни го дадоа поклон од фирмата пред 3 дена. Кажавме дека децата нема на што да спијат. Во другата соба се 2 кревети, и тие се стари, и тие се раскапани, и тие треба да ги сврлеме. Ама еве мора да на нешто да спијат. Но нивната искреност и топлина го разбудија најдоброто кај луѓето. По емитувањето на нивната приказна пристигнаа бројни пораки, донации и понуди за помош. Хуманите луѓе од целата земја решија да го променат нивниот живот. Работите конечно се придвижија и вековниот сон на ова семејство конечно почнува да се остварува. По емитувањето на сторијата во Срце на дланка тие веќе гледаат посветла иднина. Започнаа плановите за реновирање и проширување на домот, па откако се направи план што и како ќе се работи од страна на стручни лица, тие набавија материјали со донираните средства и повикаа мајстори. Блокови околу 750 набавивме, цементус имал, песок, тоа што е потребно за да се гради. Така, веќе имавте ангажирано и мајстор кој што па во меѓувреме се разболе. Да, мајсторот се разболе, па направивме друг план. Како што беше снимано претходно, испадна нов план. Што? Да се направат 2 детски соби, купатило и една соба дневна со кујна. На ново план што направивме е одлучено за 2 соби детски и купатило. Со ходник. Така, тогаш беше постоечко само ова е новиот дел што го направивте во меѓувреме. Да, и фотографии направивме. Да, вашиот супруг веќе го полни просторот со... Ќе се наполни тоа, потоа ќе се утре ќе почнеме со плоча, ќе дојдат и други мајстори, од таму ќе биде влезо, ќе има тараса, од таму уште една врата ќе има за во другата соба. Влезот на дворешен? Да. Испланиравме, тој дел внатре што беше за купатило да веќе да биде како магазин, да се користи како шпес? Да. А купатилото каде би било тука? Од оваа страна. Овој дел да биде за купатило. Дел од оваа куцка? Да. Тука ќе биде купатилото? Да. Оваа страна детска, мислам на купатилото, таа страна детска и уште една детска да биде од таа страна. Овој дел од оваа страна ќе биде влез со тарас од овде. За овде да биде мало ходниче. Работите во нивниот нов дом веќе се во полн ек. Се ископаа темелите, започна изградбата на карабината, а сите потребни материјали за градбата се обезбедени. Мајстор го викнав денеска, да се договориме со него, што како ќе биде и си имам негови работници, па да видиме што ќе каже. Но и вие гледам паралелно работите. Ја ќе помагам, ја ќе работам, што да правам? Не можете така да гледате? Па не можем, ја ќе помогам, што може поскоро да направиме. Ја сам за 10 дена, за 2 недели да го направиме. Ама се зависи од мајсторите. Они имат друга утеренци, не знам кај работат, и затоа викнај ги денеска да се договориме со цена со они, што како, ја да бидам слободен. И му реков, од мене можем ја да помогнам од работа некој саат. За да оди побрзо. Побрзо да оде, он вика има си негови работници. Децата се радуваат ли? И кога не се радуваат, они се радуваат, секој ден ме питат, собите, ќе биде, викам, ќе биде, Благодарение на големите срца на нашите гледачи, донатори и хуманитарци, семејството Ристови го доби најважниот подарок – нов почеток. Знаеш, дека натаму треба.
Да, ќе искацам тоа, со чуку ќе искацам и ќе легнат они. Ќе искацам ќе. Колку 6? 8 и 7. Добро. Пејва. Денес, со голема радост, можеме да кажеме дека нивниот сон станува реалност. Напредува проширувањето на домот на Елена и нејзиното семејство. Цидовите веќе се издигнати, покривот е поставен, а во дворот се слушаат чекани, смеа и надеж. Работите се во финална фаза и секој ден носи нова возбуда и нова радост. Се пријавив на Срце на дланка. Кажав дека ми треба детска соба за децата, да се направи нова куќа со простор за дневна, купатило, што ни беше потребно, бидејќи во другата куќа кај што живееме ги немавме условите. 6 члена во семејството сме, свекор, свекрава нема каде да спијат, мали дечиња, и решивме да направиме нова куќа. Побаравме помош од луѓе, пријатели, за да донираат колку се може. Многу ни помогна, направивме ова што е направено. Го викнавме мајсторот, дојде, почна да работи, се направи ова за 2 дена се изида, потоа кровот завршивме. Многу сме благодарни од мајстори и од луѓето што помогна и од Срце на дланка многу. Но најголемата среќа во овој дом ја носат децата. Со секој нов ден додека куќата расте, расте и нивната возбуда. Со љубопитни погледи ги следат мајсторите како работат, броејќи ги ѕидовите што ќе ги делат нивните идни соби. Јас се чувствувам многу добро и фала на сите што помогнаа и многу сум благодарен и тие што немат и они нека и викнат Срце на дланка. Срце на дланка се ќе направат, ќе и помогнат. И јас сум многу задоволен за што помогнаа сите луѓе и многу среќен. Во нивните очи сега блеска нешто што долго време недостасуваше. Вистинска радост и чувство на сигурност. Тие веќе зборуваат со возбуда за тоа како ќе ги уредат своите простории. Едниот сонува за син-ѕид со постер од омилениот фудбалер, другиот за розеви завеси и полици полни со кукли. Се шегуваат кој ќе има поголем прозорец, а кој поголем плакар. И ова е мојата соба. Сакам да имам во собата кревет, сакам да имам телевизор, сакам да имам работна маса за учење. Јас мислам дека ќе успеам
и дека ќе ми се направи мојата детска соба за брзо. Мислам дека за 1 месец или 2 ќе се направи собата. Ајде дојдете да ви ја покажам мојата соба. Сакам да има телевизор, маса, кревет. Лаптоп да имам. Не можам да одам у мојата соба, зашто немам ништо. Ми кажа, кога ќе се направи детската соба, тогаш ќе имам се. Треба ми маса, кревет, телевизор. Елена ги гледа со насолзени очи, знаејќи дека за прв пат нејзините деца зборуваат за иднината со радост, а не со страв. До вчера нивните соништа беа само надеж, а денес стануваат реалност. Секоја нивна насмевка е доказ дека кога ќе им се даде шанса, и најмалите срца можат да светнат најсилно. Во старата соба не ми никој сега доаѓа, оти немаме услови. Ако ќе се направи оваа соба за месец-два, ќе ми доаѓа другарчиња, ќе имам кревет, ќе имам можда компјутер, ќе имам телевизор. Јас ќе викам другарчиња во мојата соба и на роден ден на се, откако ќе биде завршено се, и ќе бидам тогај пресреќен. Сепак, за домот целосно да се заврши, семејството Ристови се уште има предизвици. Недостигаат прозорци и врати, за кои се надеваат дека ќе бидат донирани од добри луѓе. Исто така, купатилото останува најголемиот проблем, нешто без кое не може целосно да се вселат. Но тие не губат надеж. Веруваат дека хуманите срца повторно ќе се обединат и ќе помогнат да се доврши се. Откако све се заврши, сега ни треба џамови, врати, закупатило, материјал, ламинат, кој колку може да помогне, мачкање, плаќање за мајстор помош, то. Мисијата да се заврши до крај, колку се може да се помогне. Ние имаме пари, ама не доволно. Ни треба за собата да направиме креве, да купиме џам, врата. Елена е мајка која работи неуморно, со срце полно љубов и грижа, само за нејзините деца да имаат подобар живот. И кога е уморна, не запира. Работи и прекуден и навечер, понекогаш без одмор, верувајќи дека секој ден трудот ќе донесе промена. Само тие да се насмеани, ништо друго не ми треба. Вели Тивко, додека со рацете покриени со прашина помага околу изградбата на новиот дом. И сопругот работеше во куќата, тој мачкаше, заедно со мајсторите помагаше. Тој го измачка овој долниот дел на куќата, заедно со мене и со мајсторите, и јас помагав, носев. Секој нов ден за нив е чекор поблиску до топол, безбеден и достоинствен дом. Децата се многу среќни, бидејќи имаат детска соба, многу се радуваат, најмногу децата се радуваат. Благодарение на сите што помогнаа, донираа или едноставно ја споделија нивната приказна, семејството Ристови добива не само покрив над главата, туку и нова надеж, нов почеток и нова вера во луѓето. Ова овде соба, трапезарија, ќе биде со кујна. Ваму ходник. Еве ги детските соби двете. За машкото соба. И за девојчето детска соба. Во селото Уларци веќе се чувствува духот на добрината и заедништвото. Оваа приказна не потсетува дека кога срцето е на дланка, секое чудо станува можно. Во петата сезона на Срце на дланка го запознавме семејството Станковски и малиот Јован. Раскажаа дека 5 души живеат во една соба. Во неа спиеа, учеа, сонуваа
или барем се обидуваа. Да имаме соба да учиме. А него на соба се седиме. Па да имаме кревет, друго масичка. И тоа. Па да имаме на масата да јадеме. Те некад не јадеме. Немаме. Така некад по школу гледа. Како јадат. И парам, они немат, одека ќе ми дадат. Барат да јадат, да имат у школа да си купат нешто. Тешко е. Најтешко е во животот, ото е потешко, не? Ќе оставим инвалид, моето живот. И можеби во емисијата сме објавиле многу позагрозени семејства од семејството Станковски, но зборовите легнувам и станувам гладен, одам на училиште гладен, ги гледам другарчињата додека јадат. Беа зборови кои не смеевме да ги слушнеме од ниту една детска уста. И можеби тогаш тие немаа простор, храна и иднина, но имаа надеж. Како ништо дотогаш немавме видено како со брзина на светлината народот македонски од целиот свет се обединува. Искреноста што извираше тој ден од едни детски очи направи да се соберат средства, храна, покукнина. Преку ноќ еден детски живот почна да доживува трансформација само поради искреноста. Многу беше зафатен телефонот, на свака минута ми звонеше и беше многу благодарен да имат моите семејства све по една соба ќе се изгради со тие средства што се донирани, тие се за децата донирани. Па вели нели како да одат, нели донации како да одат и таа една Кики се вика. Овдека у болница нели работила и кажа вика ја обеќа вика на нели утопките. Дека вика има примање, вика да си идеш после Божик. Вика да те примат. Вика да си идеш нели на пакување, на играчки. Да и заблагодарувам се на сите и на вас и на сите што ни помогнаат од сите држави и на вас најмногу се заблагодарувам. Сега сме среќни да што имат све сега. Вие нели четврток да одите за данаска е пето, значи една недела како сте додиле има многу е променено. Бев среќен што донасеше играчки, храна, донесува подароци. Многу сум благодарен на вас, на доктор Бојан, на снимателите. Многу сум благодарен зашто моите деца ќе добијат. Сега сум многу среќен што ќе се изгради све и донација храна што е имало све. Многу сум среќен од пред една недела како е било, па сега е многу подобро. Првично планот беше со собраните средства да се доправат 2 соби на веќе постоечката куќа, која тој ги дели со братот и мајката, но се беше многу сложено и требаше да се чекаат месеци за издавање на дозволи за градење. Затоа екипата на Срце на дланка се заложи и деноноќно бараше нов дом за Јован. А кога нешто треба да се случи и кога тоа од срце се посакува, целата вселена кова заговор за планот да се исполни. И еден ден ја најдовме. Семејството на прв поглед се влюби во изгледот на големата куќа во селото Мождивњак. Истата брзо беше купена, но за жал беше и недоправена. Да, ќе се наоѓаме во Мождивњак,
да го инвестираме за собраните пари во куќа, да ја купиме куќата и да бидеме среќно семејство. На интернет го најдовме дека се продава куќата, овдека една соба има, една соба и овдека има, и тука има друга соба, 100 и нешто квадрата има. Повеќе од 100 квадрата, Да, така? повеќе. Има и степеници на дворешниот там. Може и од там да се качи и внатрешни има пус. Да се овде искречи. Кречи, да. Искречи овдека, ова е зито со. Да, кујна е, да. Овој со цимент се малтереше овој. Знаете дека секогаш може да рачунате на нас и сигурно дека ќе направиме се што можеме за ова семејство. Само ќе треба да дојдеме да видиме што треба да се сработи и ќе ја средиме и таа работа. Останува уште деталите, да се прифрлат парите и нели тој имотен лист да дојде да во се својите даат раце. документите и да се префрлат парите. На газата што е на куќата. Задоволен сум, презадоволен сум. Семејството на Јован доби покрив над главата, но без врати, без фасада, без прозорци и без боја. Се до минатата недела, кога се случи ново вистинско чудо. Се случи човечка акција благодарение на хуманите срца на собствениците на градежната фирма на Свис градба од Скопје. Хероите што не носат наметки, туку со шпакли, алат и боја, започнаа во исполнување на еден голем човечки сон. Едни од тука, едни носете деки одма од другата страна стирот. Да. Добар ден. Добар ден. Како се Дарко? Здраво, добро, вие како сте? Гледам, започна работната акција. Да. Се наоѓаме во село Муждивњак. Да. Кај Горан, кој што минатата година, во декември месец пред Нова година, го снимавме и народот донираше. Да. Купивме оваа куќа, меѓутоа е недоправена. Вие бевте во координација изминатиот период преку нас. Денеска треба да правиме, да почнеме да правиме фасада. Ќе правиме? Ќе правиме. Правиме како што ветивме. Уште кога се слушнавме, нели, кога не побаравте. Се договоривме еве да времето да биде подобро, а и ние време да најдеме, нели, за да ја направиме фасадата да биде како што треба, да биде куќата целосна. Исто и за внатре. Зидовите ќе ги бојадисаме. И за тоа сме спремни, носиме и боја, и молери, и така. Ќе се поделиме сега. Не има доста во голем број денес. Уште еден дел од екипата ни фали, ама и тие ќе ги составиме наредниве денови и така. Скелето е поставено, сега ќе ја премачкаме куќата малку, пошто цидовите, циглите се нели постари, поодамнешни, има прашина на нив, да се зачисти прашината, подлога и ќе почнеме да лепиме. Едни ќе почнат горе да местат лајсни веќе на бетонот, каде што нема да се лепи, нема потреба горе, само ќе се лепат зидовите и почнуваме со лепење, па лајсни, мрежа и така до абриб. И на крај завршниот дел ќе биде абрибот, ќе видиме бојата, ќе одредиме, ќе видиме каква боја ќе ставиме. Ние во наредниве денови ќе дадеме се од себе, да ја завршиме и фасадата, внатре зидовите да ги обелиме, да ги бојадисаме и да биде спремни за вселување. За другите активности сега не знам внатре што ќе има, што ќе се работи уште и така. Треба да сеоспособат неколку соби за да може цело семејство да почне да живее тука од есен. Наредниве денови ние тоа се ќе средиме. Ќе пуштиме и внатре екипа и надвор, така да Паралелно ќе се работи и надвор и надвор. Паралелно ќе работиме. Цидовите не се лоши, ќе ги поправиме каде што се оштетени и ќе се окречат. Малтеријата е добра, ја проверивме, само да се санира некои ситници тука околу. Па да, или дупката. Да, овие дупки, значи што има вака за ивички да се дотераат и ќе се кречи. Да, ќе се обели 2-3 раце, пошто ова не е воопште бојадисано до сега, а и стоено ќе се стави подлога и ќе се окречи. Ќе биде добро. Да. Потоа ќе фали тука само уште ламинати. Да, уште ламинати, нека внесуваат, нека се вселуваат, нели? Мебелот да се внесе и да се живее. Да. Тоа ќе биде, претпоставувам, многу скоро. Многу брзо, да. Тоа е со оваа соба. А со други... Исто, целиот спрат. Целиот спрат? Да, сите соби ќе ги дотераме. Ќе ставиме пурпеничка, ќе залепиме стиропорче
убави лајснички ќе се стави, ќе си биде супер. Ќе се изработи убаво, перфектно ќе биде. Дарко Петрушевски од Свис градба го даде зборот и го одржа. Со своите мајстори започна со работа. Се малтериса, се молериса, се лепеше фасада. За само 3 дена куќата доби лице, децата добија своји поединечни соби. После 3 дена работа, откако ве оставивме, многу голема работа се завршила, Горан. Да. Фасадата е готова. Готова е. И Бојата одлична. Одлично. Која бираше? Мајсторите или вие? Мајсторите. Во консултација со вас? Да. Ова е предната страна и можам да кажам дека е одлично. Да, одлично е. Да. Се работат внатре мајсторите. Здраво. Како сте? Еве дојдовме да видиме до кај сте. Не рековте денес финиширате. Ова е финиширано се. Да, ова е во бело финиширано се, втора рака окречено, сега сакаме на Јован малку совата да дотераме, изрази желба да бидат 2 ѕида во плава боја и сега овие 2 ѕида ќе ги фарбаме плави, за девојчето ќе бидат 2 ѕида розеви, а за братчето, не знам како се викаше, Лео. сакаше за Лео зелени да бидат 2 ձида. Сите Да бои. бидат сите задоволни, да. Одлична. Така. Можам да кажам од она кога ве оставивме минатата недела до денес, за само 3 дена се За 3 дена, така, да. прекрасно. Благодарност до нашиот тим, што беа брзи, нели? Еве, постигнавме тоа што рековме, нели? Дали сте задоволни и среќни? Многу сме задоволни. Многу. И на екипата, и на вас, и на народот што ми е донирал. Од она кое што го видовме за пред нова година, за само неколку месеци, нова куќа, нов дом и веќе комплетирани. Да, све е добро направено, све ујудено. Како планирате, кога планирате да се преселите? Па да средиме уште мал дел. Уште мали финиси да се досредат И ќе се уселиме здравје да би. Јован си е избран најголемата соба во сина боја, Леон зелена, Грета розева. За прв пат секое дете доби свој простор и свој агол за соништа. Веќе не сонувам лошо, се будам со насмевка. Сега сум среќен како другите деца. Веќе сум среќно, безгрижно и сито дете. Горан и Силвана не седеа настрана, работеа рамо до рамо со мајсторите, бидејќи кога домот се гради со љубов, станува храм на среќа. Дарко Петрушевски, кој тоа што го вети го исполни и за пократко време од ветеното, кажа дека со добар тим ништо не е тешко и се заблагодари на несебичната заложеност и брзина на своите мајстори. Воедно рече и дека е горд што Бог му дарил можност заедно со својата сопруга Бригита да ги прави луѓето среќни. Како што гледате, еве ние нашава работа ја завршуваме полека, при крај сме. Навистина куќата беше во таква состојба, без фасада, стара ѕидарија, крива ձидарија. Се потрудивме да ја исправиме, се потрудивме да го залепиме што можевме подобро стиропорот. Ставивме лепак мрежа, уште една рака лепак. Еве сега завршниот слој го завршивме, скелето е веќе тргнато. Сега влегуваме внатре. Првата рака ја удривме на ѕидовите, окречивме, сега еве втора рака почнуваме. Денес со Божја помош завршуваме. Јас сум благодарен на мојот тим што несебично работеа. Работевме со негде прилика 12-13 луѓе, различно во овие 3 дена. Презадоволен сум од работата, презадоволен сум од организацијата, од газдите пред се и одиме кон нови предизвици. Што се направи освен фасадата? Освен фасадата, ги опшивме ѕидовите внатре, сите ивички на прозорците што беа поставени, ги исполнивме, каде што имаше недостатоци, нешто довршивме, уште сега финално да довршиме. Еве, бојадисувањето сега дојде на ред и така.
Горан се заблагодари на сите кои донираа за неговото семејство и кажа дека е пресреќен што од денес ќе имаат нов почеток. Горан, какви се твоите импресии од сето она што се случува со работата во куќава? Моите импресии со куќата што се случува, многу сум благодарен што мајсторите ми направија куќата со стиропол, све што работеа мајсторите, многу ни се заблагодарен и внатре и надвор. Еве денеска ги привршува све. Многу сум благодарен на сите што се ми помогнале и на екипата и на вас. Сме немале ни средства, што ни донираа средствата народот, ги уложивме во куќата. Овие денови многу добро се идеше работата, многу брзо имаше и активности во работата, без прекин завршија екипата на Дарко и сум многу благодарен и на Дарко што ми помогна и на сите што се ми помогнале од сви држави и од нашата Република Македонија. Една екипа работеше надвор, една внатре. Да, една надвор работеше екипа, една внатре и да се постигне за овие денови све. Сето ова траеше само 3 дена. Сета ова траеше само 3 дена. И сум многу благодарен на сите. Сега како го продолжувате од денес натаму животот? Од денеска натаму животот ќе го продолжиме подобро.